Ова не е класична репортажа за природните убавини на Мала Преспа, општина Пустец, Република Албанија, за духовните православни светилишта од средниот век, за почита кон македонските дејци од таа страна на границата. Ова не е приказна за љубовта кон родното огниште, таа најсилна нишка која го прави човека џин, дури и кога во сопствените очи се гледа како мравка. Ова е времеплов од 12 часа, со печат на восхит кон таа царица, природата во Мала Преспа, кон синилото кое магично ги спојува небото и земјата, поклонение за православните црковни двери, Пресвета Богородица, Свети великомаченик Ѓорѓија, Архангел Михаил, за постојаноста, силата и вербата, која што и денес ја поклонуваат овие црковно-духовни свети места, некои од нив во прегратките на Преспана ја красат езерската шир, а 12, како пештерски бисери, се вкопани длабоко, високо во ридовите и од три страни бдеат на царското синило. Ова е времеплов од 12 часа за богатството кое е бесценето, чунки само духовната вредност ја има таа цена. Туминец, најблиското село на неколку километри до границата. Ништо не се променило за последните 10 години. Нови куќи, празни домови, неми улици чиј што асфалт на полпат завршува. Македонско село, како и секое друго од оваа страна на границата. Ама не ќе да ја така. Навидум празните домови ечат со живот, со енергија, со духовна сила. Живот како аманет на предците, за да се истрае кога е најтешко, за еднината да биде вечна. Од училиште? Да. Кај ви е училиштето, далеко е? Не, овде до Горица. И како на училиште тешко? Тешко е малце, да. Тешки се. Сега, бидејќи имаме и тестови многу. Пешачите од каде имате автобуска станица овде? Не, пешачиме. Колку километри е тоа? 4. 4 километри е? Да. Како се живее овде? Имате забава, имате излегување некаде? Кога сака. Тешко за живење тука, да кажеме реално, ако не е од Македонија. Овде нема да, па немаше ни еден да остане. Таму се закрепуваме, па и по странство што се одени луѓите сите. Иначе, овдека некој што оди на риби, некој што е вработен од некава општина, и тоа е. И сега старите сите се, другите сите заминати се. Да кажеме, на број во Македонија. Одвам, таму се преселени. Зошто ти остана тука? И јас таму сум, али тука седам старите ги имам и нешто треба да се поможи ти. Така. А што работиш? Кажи ни дали има работа оваа твоја професија во која што си? И има работа мојата професија за градење, сум мајстор. Рибар сум и работам моментално во Македонија. Си плаштам таму све, што треба, концесионери сме сами, си работиме таму. Овде не може тоа да го работиш? Може и тука, ама таму ми е, живе Македонија. Во Конско си сум, си имам и викендица се, таму се живе. Од Албанија сум македонец. Сите сме од това село, ама сме чисти македонци. Не сме ни, во Албанија живееме, сме македонци. Почисти македонци од нас не постојат. Јас до сега, до денешен ден знам што живееме, што печалиме за дома, за се, за фамилии, за се од Македонија. Сега после 10 години се има нешто сменето овде во Туминец? Што има сменето? Ништо, ич. Тоа што беше, па тоа е. Што да се смени? Куда смени? Нема деца, нема, тако ја ти каза чупето. Тука пак десетина имате ли не во Филорето кој што оде горе со сколиите? Кај се вашите деца? Моите двете чупина имам, едното Скопје, едното Штрбо. И како ве посетуваат? Живеете добро? Гриеде на пуле децата.
да се плачиме гривојте на фате. До сега се оце којне пак. Времето сега дојде за да бегае младите од това. Разбираш? Дојде времето такво, не ибрка некој човек со зорт. Со пуштија границите, со отворија границите, сакае да живе живот барае. Овдека доста има затворени, цел живот ние беме затворени. Сега се отворе, сега видови на луѓето. Сега младо не сака да живеат овдека. Јас стори во 80 години овдека поживе тро Македонија, не ми се градеше дома, зашто видов убајна. Сега младите нема да му се љути човек. Разбира, јас имам внучина со сјодени дел по државите, угоре удолу, нека се живе, Господ да и брани, да чува, државата да ни е жива, се убајна е. Да се плачи човек, сега гревота е. Во Македонија слушнавме дека има доста од Бугарија што доаѓаат тука за да ви речат, да ви кажат дека сте бугари. Бугари ли сте? Тие са лафи, слушай. Тие са, јас овдека сега са пенсионист, овдека седа секој ден овдека, разбираш, овдека нема речено човек. Никој со зорт не може да ти речи, море, пиши са ово, пиши са оно. Тие си ја прави работа, не некој со пари може системот, ама ние сме македонци чисти. Ние сме македонци, не може да се предајме ние, да се пиша богарин јаска. Не бидви тоа. Туа се роди, туа ќе се умра. Така и овие младите сега не верва некој да се излажи, да се измамит. Богарин да се пиши, зашто ко не е роден Бугарија, како ќе се... Некој што го мами со пари, некој со вако... Тие ретки луѓе са. Поштени луѓе, народ овдека, мирен народ, македонци чисти. Од каде таа духовна енергија, од каде таа моќ? Кој им ја даде на македонците во Мала Преспа таа сила и верба во себе низ вековите, а и денес? Велат, езерото е чудотворно и чудесно ти ја исполнува и топли душата. Лихвида, кајче веслаше, о, Преспанско езеро, нас продиме зе рибари, 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 стари другари, рибари. Преспанскиот регион, вклучувајќи Грција, Македонија и Албанија, изобилува со многу пештарни, а исклучувано во поголем број.
а тие се бројат некаде поголемите пештерни цркви, околу 12 пештерни цркви, што се наоѓаат во сите три страни од Преспанското езеро. Во албанскиот дел, во малопреспанскиот кај нас, се наоѓаат некаде 4 пештерни цркви, меѓу другото и поголемата, петата е црквата на остров Малград. Секоја пештерна црква што се наоѓа прека брежето на брегот на Преспанското езеро изобилува со голема историја и богато културно наследство, на која пред се посветена на за слава на Господа, но меѓу другото посветена и на пресветата владичица наша Богородица. Во случајот тука кај се наоѓа пештерна црква посветена на една од ретките икони што има, особено во Трескавец, во Прилеп, манастирот. Ова е фреската на Пресвета Богородица Пелагонитиса, на која е доста вака изразена љубовта, замисленоста на Пресвета Богородица према незиниот син нашиот Господ Исус Христос, кој ни дава значение дека таа многу го сака, дека знае дека ќе пострада за спасение на целото човештво. Инаку, ако зборуваме од архитектонски дел на ова пештерна црква, колку што видовте, значи пред се гледа према Преспанското езеро, па има 3 слоја, 3 надградби. Првата надградба е главната црква на кој свештенослужителите, монасите богослужеа тука сите според радоследот на типикот што го има, значи утрени вечерни богослужби, литургија и така натака, а двата слоја згора имаат кај тие престојуваат, спијат и меѓу другото имаме и третиот дел каде тие исто водат испоснички живот, значи тихување или исихастичко тихување, кое се спроведува во голем дел манастири, цркви, особено во Света Гора, во Метеора и така натака. Исто и во дел во нашата Македонија кој има доста пештерни цркви. Наистина, како Господја имате храброст да се качите. Фрескоживописот е доста впечатлив и како црква датира некаде 14 век, али фреските се доста така изразити, значи спрема византијскиот стил, и ако започнеме да се објасни композициите на овие, прво ќе започнуваме од источната страна, на кој го имаме истакнато благовештението, бидејќи ова нискорамна пештерна црква, али сепак изобилува со доста фреско живопис. Во секоја црква и во ова пештерна црква, значи ние имаме фреските кои покажуваат настаните на животот на нашиот Господ Исус Христос, кои се предложени за наше спасение. И така имаме благовештението, значи Архангел Гаврил, Пресвета Богородица, тој толку му дозволува на тој источен дел. После имаме во олтарниот дел имаме небесната царица, бидејќи просторот тесен и иконографите се има прилагодени према местата да ги постават и фреско живописот. Тука имаме свети маченик кај жртвеникот, архиđакон промаченик Стефан, имаме архиđакон Роман, и во горниот дел од ова пештерна црква, значи вака како што сме завртени према исток, прво истакнато вознесението е Христово.
што е малку оштетен од соли, значи тоа е првата афреска. После имаме од вамо јужниот дел имаме Рождеството Христово, па по Рождеството Христово го имаме Преображение Христово и го имаме на северниот дел Распетието Христово, па уплакувањето, па слегувањето на нашиот Господ, доаѓањето на жените мироносици кои доаѓаат значи да го посетат воскреснатиот, па слегување во адот. А над нив, значи, имаме овие настаните на легувањето на нашиот Господ Исус Христос во храмот, кај го пречекува ова Јосиф и Јана, овој праведниот Симеон. Овој не е оригиналниот дел од иконостасот и дел од иконите, значи за време на режимот овие се земени и распродадени од разни, може и дел се и во музеот, а тоа е мала веројатноста. За време на комунизмот ова било по заштита на заводот на Корча, музеот Корча. Главниот фрескоживопис го извршил монакот Алексије, ученик на светиот Јован Зограф. И према оние податоци што се истражени. Инаку ово Пештерна црква се наоѓа во близина, посредна близина од манастирот Света Марена, кој тука монаштвото ипотетички, значи се предоставува дека и го посетувал тој манастир. Надписите на секоја црква на кои ни покажуваат тие секако еден тестамент од самите монаси што испоснувале, живееле, го посветиле делото и животот на Господа. И така во јужниот дел на овај храм ние имаме еден надпис на старогрчки јазик и тоа е преведен, десифриран и гласи вака: се наслика овој свет храм од светата родна земја, од макаторот на оној што имал мака или оној што живеел тука за неја партени и од сите нас и од нашите од нашата монашка заедница. Господ да ги следи во добро сите монаси што дадоа се од себе однапред, без некое секирање. Со раката од Алексије, ученик на Јован Зограф. И вториот надпис од северниот дел, значи гласи: се наслика од Божиот, овој Божи пресвет храм на сите почитувани и од светата родна вода од темел со труд и напор се запишан од монакот Партеније и архиереството од негоменот јеромонах Паси Котлор. Овие во главно, значи, надписи ни покажуваат каква заедница било и кои монаси биле, и кој општо житие било тука што живееле посветени во ова мала пештерна црква или што се било со големо богатство на фреско живопис. Езерските води не понесоја кон уште две православни светилишта. Како капка вода до езерската шир се издига манастирот посветен на Света Марена или Огнена Марија,
а во непосредна близина е и црквата Свети Великомаченик Георги Победоносец. Манастирот датира од 1926 година и према некои податоци е основан од Горна Горичани што бија тука престојувале, значи стока чували така натака. Прво била мала црквиче, после по нивна волја се изградија голема црква и тука во близина значи изградиле за стадото чување стоката. Престојувале секолку месеци во годината, што чувале особено говеда и така натака. Полека постепено се прочи култот на Света Богородица, на Света Марина, на кој се беше изградени конаци кои му служеа на околните села. Тука има друга карактеристичка, бидејќи се наоѓа под пазувите на двата ридишта, кои значи природата е доста богата, дива природа. Значи тука имаме богат воздух, бидејќи имаме тука зимзелени растенија, исклучително е ова значи фоинката и спреката. Конаците биле со фоинка, значи изградени и тоа значи покажува дека фоинката символизира вечност, значи на фоинка трае 500 години и така натака. Значи тоа е значи местото е прекрасно, убаво, изобилува благодат, мир, тишина и така натака. Светицата припаѓа во светители од летниот период, бидејќи огнен, има силна вера во Бога и секогаш е молена од мештаните кои се прославува на 30 иули, се прославува низиниот празник, а на кој му дадава голема почит, има прослава со молитви, служби но и оние разоноди така во чест на славата, игри на ора и така натака, значи тоа. До 67 и беше право на вероисповед, од 67 се забрана, исто тоа го зафати овој манастир таа судбина. 90-тите години кога се обнови, 95-та, 6-та, значи придонесимат сите значи верници, знајни, незнајни, и особено и од Прилеп верниците Тони Ангелица, Лјупчо Калинчо, овој Маријан Јорески и ред други, да не поменам, на кои тие со нивното друштво, нивната волја, вера по Бога придонесоа значи да носат луѓе од Прилеп особено и доста почитувано од самите верници од Прилеп, го сакат овој манастир, помагат. Црквата тука местот кај се наоѓаме посветена на светиот великомаченик Георги Победоносец. Свети Георги е по наше народно познато. Што е интересен податок, значи езерото има виден дур тука и ова се смета едно од пак тие пештерни цркви, некои карактеристично во нашето крајбрежје се наоѓаат неколку така фрески што се по икони. И тука се наоѓаше црквата на една од карпите, фреско живописена, иконата на фреска на светиот Георгија. И тука повидение на некои од мештаните тука, мислам дека од децата од Косте, ако не сум во грешка, повидение да се изгради црквата Свети Георгија. И што беше интересно, пред тоа не знаеа тие кои светителе, но тука мештаните знаеа како може да се препозна и што е интересно, сето една кофа вода и фрлие на карпата и тамо се покажа према езерото ликот на Свети Георгија и така од нека од 2005
2006-2007 така да не сгрешам, почна да го градат со нивни труд, напор, почна да се гради овој од храм, пак исто ќе наречам благодарение на Господа, на помагачите, програмерите верници, на браќата од Прилеп, што му помогна колку толку и за талпите и за крстот што е горе на кровот на кубето и према градбата, црквата или храмот на Свети Великомаченик Георги е уникатен, прав агон во форма на варка, едноставен, со централно кубе, али во просторија мал, али прилепен за карпата. Секогаш символична карпата е нашиот Господ Исус Христос, тврдината ствари, тоа што не води во нашето море од живот. Добре дојдовте во Преспа од убава по убава, преточена во песната Преспанска убавица. Поделена на 3 дела, иако исто оро се има играно, иста песна се има пеено, само не иста судбина се има делено. На едните им велеа не гледајте преку езеро, другите ги слушаа под пенџере, чукаа на пенџере и им велеа немојте на тој јазик да зборувате, јазици ќе сечеме. А третите уживаа во таа Титова Југославија. Дали не заборавија? Не се заинтересираа. Ете дојде време да се заинтересираат. Музејот на Стерио Спасе, нешто што е легенда за македонците во Албанија, легендарно место, бидејќи Стерио Спасе значи македонски идентитет, Стерио Спасе значи нешто што македонците секогаш ќе се гордеат. Сакаме да ни кажете, господине Ефтим Митрески, што значи господинот Стерио Спасе за македонците во Албанија и воопшто за македонците во Македонија и во светот. Првом ви благодарам што се сетивте, прилепчани, вака вие да дојте, навистина сум крајно задоволен кога идат, особено на Прилеп, што сте заинтересирани за на таква личност. Уште во почетокот вие кажавте, символ на македонството, точно така. Стерио беше и е уште синоним на препознавање на нас македонците во Албанија. Особено на Преспа. Особено бидејќи тука се родил, тука на ово место го почна првата година на учење првото деление, па се наврати во Егејскиот дел, во Преспа под Грција, во нивици, па се врати пак тука во Преспа, така што продолжи тој и си отиде во Корча, кај што го завршуват основното образование, средното и така натаму. Меѓутоа, Стерио е великан, можам да го речам, уште во почетокот во албанското творештво. Заради тоа што ти се препознава по многу авторски изданија. Прво, на 32 година, на возраст од 20 на 22 години возраст, во јужниот дел на Албанија, тамо кај што учителуваше, го почна првите години да работи како учител, тој го пишува романон Зошто, психолошки роман кој што на тоа време направи бум. И ден денес тој, после одредено време кај 48-49 година, тој се забранува од режимот тука, меѓутоа некаде надвор од Албанија, границите на Албанија постоеше. И колку за на кратка информација, во преди месец дена веќе една издавачка куќа во Англија го зеде тој роман и го преведува на англиски јазик. Значи, рекоме дека Стерио беше великано во творештвото на албанската проза. Прв го кажаме романо Зошто, психолошкиот, втората работа е тој го издава првиот роман
реал социјализмот, како еден Максим Горки во една голема Русија го извај Романо Мајка, Стерио Спасе го извај Романо, го напиша Романо, тие не беа сами. Значи, во тој роман, тие не беа сами. Стерио Спасе со најголема уметност ги опишува маките на селјанинот македонец во Преспа, тој го има како синоним, го има земено, на Албанија, на Македонија, може да рече во Косово, и може и некои албански истакнати личности го име наречено Стерио Спасе како балкански писател. Третата работа, што е големо значење, од 72 година Стерио Спасе до крајот на својот живот извава цикли на романи, 6 романи. Почнува со Будење, или денес или никогаш, Мир или војна и така натаму, 6 романи во цикли кои што опишува целата преродбена историја на албанскиот народ. Колку е важен Стерио Спасе за духовната ренесанса, за македонскиот народ во сите овие држави што ги спомнате? Навистина, ако да бидеме уште пореални и за во чесина и имиджот на Стерио Спасе, во Албанија беше ценет, меѓутоа со промената на времињата се учеше дури во средните училишта по книжевност, меѓутоа е испочитуван, но меѓутоа на анонимитет е оставен во анонимност, што се однесува до македонската матична држава многу малку, може да речам, или воопшто не покажуваат интерес. Лично јас, како Ефтим, сум заинтересиран до одредени личности во Македонија кои што припаѓаат од полето на творештвото, дека да дојдат, да го видат, да се направи постхумано како член во друштвото на македонските писатели, меѓутоа многу малку се заинтересирани. Инаку, оно што е најглавно и најсериозно, дека за нас е тој символо кој што ние преку него се познаваме. И ако целото негово творештво припаѓа во времето кога Албанија е тоталитарно затворена, меѓутоа не можеше да се изрази во духот на македонштината, на македонството. Тој имаше такви способности кои што сите тие посебни датуми на Македонија, што се поврзуваа со историјата на Македонија, да ги вметне во животот. Како пример, првото дете на него, тој му го става името и ден денес, жив, здрав, прав е неговиот син Илинден. Илинден во символика, ако го сватиш, тој сака да покаже нешто, дека целата историја на македонскиот народ е врзана со тој наш Илинден. Второто дете му се вика Деница или Афродита по албански, меѓутоа преведено на македонски Деница. Деница затоа што тој пишува, сака да објави, да раздени, да разјасни и така натаму. Во неговите списанија кои што вкупно тој извава 11 романи, има речиси во повеќето дел од неговото творештво, некаде се потпикнува во матичната држава Македонија. Секој негово минување на границата на Ќафасан, тој секогаш вели гостајв позади Охридското езеро, кој што ја гледа Галичица, кој што Галичица е Цувагора, за Цувагора е Преспанското езеро, па Егејското, па тука. Тој значи во душата секогаш беше со македонските работи, мислеше на тоа, меѓутоа оно што не беше дозволено не можеше никако да го истакне. Сега ни е јасно на тоа прашање зошто постои овој музеј. Да. И наша задача е дека уште сакаме да го збогатиме, меѓутоа многу, мене пак ќе речам, криво ми е од мојата матична држава, официјално, тука беше официјално и председателот на нашата држава Македонија Пендаровски и
бегај од Албанија, двата председатели дојдоа го посетија, меѓутоа јас сакам да дојде да го посетат и Друштвото на писателите на Македонија. Тие да дојдат да речат, чекај бе, кој било овој? Што било овој? Ако ние како македонци немаме такви идоли кои што треба да се повикаме, нема да обстаниме. Ние ќе си се бориме, нашо е да се избориме. Другите дали ќе го прифатат или не, таа е негова работа. Наше е да се избориме, да го истакнеме, да кажеме за да се родат други потомци на тоа, да го тргнат тој пат на нашиот великан Стерио Спасе. Да бидат пример, да се има развој и да се оди напред. Да. Она што сакам да ве прашаме е поврзано со овој музеј, кој е неговото значење, колку вие се вложивте во сето ова, а гледаме дека, еве, благодарение на тоа што веќе прераснува во национален парк, овој дел од Преспа, од Албанија, се гради и се надоградува. Колкаво е значењето на сето ова што се прави во моментов, но да тргнеме од почеток. Од почетокот благодарение пак ќе речам дека на директорката од музејот од Битола Мери Стојанова, она се заинтересира бидејќи ние имаме контакти со неа, меѓутоа врз основа на тие проекти, меѓу погранични проекти на општините, општина Битола нас не прифати како негов партнер. И така се случи и ние му предложиме дека ова требаше да оиме кај куќата, меѓутоа не можеме да го решиме статусот на куќата заради документација, меѓутоа се решиме бидејќи ово училиште е изградено на 1913 година, тука првите денови од учебната година, од прво деление ги почна Стерио Спасе на ово место, се решиме дека ова и спомено ќе биде и настред село Убајна, така што ќе биде поинтересно, поатрактивно и така што се случи. Значи, благодарение на директорот од музејот од Битола на Мери Стојанова, во соработка со градоначалникот на општина Пустец, Пали Колевски, директорот на музејот од Корча, Герги Кока, сите три овие субјекти најдоа таква можност и еве, може да реча за мене убавина, заради тоа и како селјанин од ово село, ни го разубавија селото, и како мој Стерио, наш Стерио, ќе истакни, ќе остани за памтење. Има голем број на посетители. Пред едно 2 недели, 10-15 дена тука поминува некои туристи во рамките на тој Преспа парк и во таа група имаше црногорци кои што можев да ги разбера на тој српски јазик. Јас и тие ми рекоа дека ние ваков музеј во Црна Гора немаме. Јас останав разочаран. Значи, ние сме имале и уште ќе го збогатиме, ние веќе чекориме и конкурираме со Дритеро Аголи, тоа е од соседна до соседното подрачје во градот Билиште до колијата на Билиште во Деволта, со Дритеро Аголи и тие мака мачат некако да дојдат да напрате на спомен куќа како што ние за Стерија, така што ќе се трудиме да го збогатиме, да му докажиме, да ја учиме помалите. Мојата задача и како главен и одговорен уредник на вестникот Преспа, јас се трудам во сите брои да наметнам такви сегменти, идеи, кои што сакам да ги подбоцнам и учителите и младите, кои што за жалост многу малку можеш да ги подбоцниш за да го фатат овој пат, да створат за овие македонци тука, за овие случувања, пошто ние имаме историја. И таа историја ние треба да се ја чуваме, да негуваме од едно поколение на друго поколение. За крај од овој разговор би ве прашала, овој пат каде не води каде што сме сега како македонци? Зборувам македонци и во Македонија, и во Албанија, и во Грција, и во Бугарија, па и во светот. Повеќе не има во светот отколку што не има во матичната држава. Што според вас треба да се направи за да бидеме едно, да можеме да придонесеме, да бидеме почитувани во светот, но пред се да си помагаме едни со други? Токму на место прашањето го поставуваш. Јас имам пишувано и сепак останувам на тоа дека
авангарда на македонските работи, на македонските проблеми, не треба да бидит, не можеме да чекаме нити од председателот на државата, нити од премиерот. Авангарда на македонските, на македонштината треба да биде институцијата на овој Академијата на науките и уметностите во Македонија. Тие тамо, тие писмени луѓи, без разлика од кај доаѓали, кое време го живееле. Ако тие не одат кај премиерот или кај председателот на државата да му речат: председателе, во Албанија има 9, 10, 24, 42 села албански. Ако тие тоа не го направи, се извинувам, никој друг не може. Председателите се менливи, премиерите се менливи, меѓутоа друштвото, Академијата на науките, мозокот на државата, тие да кажат дека како треба да се гради ова стратегија. Ако тие не заборат, верувајте, јас имам едно такво искуство 32-33 години. Јас сум човек кој што сум виден уште во 1980 година, кога за прв пат тука дојде Благоја Попов, тогаш е на извршната власт, председател на извршната власт. Цела Тирана дојде во Пустец. Амбасадори, цело политбиро дојде во Пустец. Јас и со него се видов. Јас имам видено со сите председатели во Република Македонија, со сите премиери, со сите министри кои што нима носено работата за контактите што треба да ги одржуваме. Меѓутоа, ако Академијата не чукни тамо кај што треба, верувајте дека ќе пропадне тоа работа. Јас се надевам дека ќе пробие кај некој од овие научници, филозофи, од сите сфери има таму. Јас имам остварено една таква средба со председателот на Академијата, со господинот Камбовски, со Камбовски. Исто тоа му го имам пренесено. Му имам речено, гледајки го во очи: професоре, ако вие не му кажете на министерот, што знае оној министер од 35-40 години, што е македонското прашање? Затоа како за крај ти велам: добре дојдевте во Преспа, од убава по убава. Преточена е во песната Преспанска убавица. Поделена е на 3 дела. Само исто орос има играно, иста песна се пеело, само не иста судбина се делело. На едните му велеа: не гледајте преко езеро. На другите ги слушаа под пенџере. Чука на пенџере му велеа: немојте на тој јазик да зборувате, јазици ќе сечиме. А третите уживаа во таа Титова Југославија. Можам да речам дека не заборавија, не се заинтересираа. Дојде време да се заинтересираат. Да се надеваме. Благодарам многу. Благодарам на вас. Една од поновите цркви во Пустец, но кажете ни, сигурно изградена на стари темели, колку овде православието е важно за македонците и колку се вложува да се закрепне православието и оние што го почитуваат и се дел од тоа, да можат да имаат свој духовен храм. Ние се наоѓаме тука во местото на црквата Свети Атанасије Велики, посветена. Инаку местноста се нарекува Старо село, бидејќи црквата е на старото место, на старата црква темелите. И тука, во ова местоположба, тука пред храмот издола, се наоѓани доста кости. Значи,
од старата црква, од истата црква. Старата црква се смета некаде 15 век, 15-16 век, после некаде 70-те години систему ја руши, била едноставна просна црква, никако во поновата што Кубе. Ова истата црква, истиот храм е обновен во 99-2000 година по иницијатива на наши верници, донатори, кои сега се далеку на печалбарство, и тие донира и исто и наши верници македонци, особено иселениците од Америка, кои помогна да се изгради овој мал храм посветен на Свети Атанасије Велики. Тука дури во дефтерите турски се спомнува истото името Пустец, кој значи малку асоцира или има негативна конотација кој спомни, а тоа врска нема за тоа. Мештаните од секогаш го нарекуваме Пустец, бидејќи селото се спрострало надолу, езерото било повлекано, ко најдодувало езерото, ги опустошувало куќите и мештаните биле принудени да се проместат во повисоките места. Поради таквиот настан, значи е наречено Пустец, се постошувало. Значи ово имаме податоци, оно кој спомнав во дефтерите турски уште во 15 век, кога било некои пописи. Инаку богослужби вршиме особено на 31 јануари, на кому е славата на Светиот Атанасије Велики. Исто идат луѓето и на 30, а на 31, значи доаѓаат за Свети Атанасија, 30 доаѓа за чест на Свети Антоније Велики. Островот Мал град е како откинато скапоцено камче од герданот на Преспана. По само 20 минути пловење по мирните води, пристигнавме до една од најстарите пештерни цркви, посветена на рожденството на Пресвета Богородица, која датира од 14 век. Значи, пред нас стои композицијата на Света црква, ние гледаме доста истакнати личности. Меѓу другото, ако започнеме од централниот дел, гледаме дека во секој храм, во секоја црква, централниот дел од иконата, надвлезната врата е посветена на самиот храм. Во случај е тука имаме рождество на Пресвета Богородица, имаме сета она композиција, значи, кај рождеството на Пресвета Богородица. Храмот датира од 1344-45 година, кој изобилува со богат фреско живопис и доста изразени афрески, оригинални автентички од бизантијски стил и доста пообучани за разлика од тоа што биме во пештената црква до Света Марина што била и
е од голема важност заради уникатноста на фрескоживописот и на фреските што се истакнати во овој свет храм. Напоменав, или да повторам, значи црквата е посветена на рождество на Пресвета Богородица, од поголемите пештерни цркви, што тука заслониште како центар на сите други пештерни цркви што има прекај Преспанското крајбрежје. Црквата добро сочувано, бидејќи тоа е по заслуга на пештерата и малку води од подземни води, што мало оштетувања му направено, кровот неколку пати е отргнат. Благодарение на Господа, по иницијатива од заводот, пријателство, директорот Георги, по моја иницијатива барање, успеавме да го мениме кров, да се сочува овој наш бисер. Црквата во остров Мал град, значи, кој што спомнав, освен духовноста, значи тука поврзано досто културно наследство на нашиот регион. Како по димензии изгледа една мала варка, едно мало бродче, добро високо изградена, кој е символ на варката Господова, значи покриена, кој плови низ животното море. И оние што стојат внатре до неја колонија што може секој пат полесно ги имат пробиено премрежјата на искушенијата од нивниот живот. И ако видиме завртени према исток, ние гледаме два слои исцртани со црвена линија. Тоа е во висина од основата некаде скоро 2 метри, на кој овие ни покажуваат дека овој свет храм има претрпено обновување. Така, првиот слој ни покажува од фреската на Вознесението Христово, па продолжува до тука, на кој имаме тој поранешен период од градбата на храмот, на кој имаме надпис, што тој ни објаснува од кого е изграден и од кого е фрескоживописен. И овој надпис ни го покажува јужниот дел од црквата, над прозорецот, на кој се вели, инаку на старогрчки испишено, и гласи вака: молитва на Божиот раб Бојко и благородната Евдокија и нивните деца се ислика олтарот на црквата во годината 1334-35 од Христа. Од овој прв слој се облежува старата црква во неговото тој период, на кој напре е истакната Вознесението Христово, што автентично значи останато во тоа време. После имаме ние ваму во западниот дел од храмот, на кој тука имаме поголем надпис и доста интересен, впечатлив, со големо значение, кој гласи вака: се изгради од основа и со труд и напор овој Божи и свечесен храм на Пресветата Владичица наша Богородица и се ислика од Господарот Себлагочистив Кесар Новак при игуменувањето на монакот Јован и владењето на превисокиот крал Волкашин и при архиерейството на пресветлиот архиепископ на прва Јустијана 1368-69 после Христа. Значи, ние тука гледаме дека во овој надпис ни покажува дека господинот Кесар Новак, бидејќи како слуговото време на кралот Волкашин, доаѓа со подготвени фрескозографи на кои тие му дават друг лик на фреските по автентичноста на византискиот стил. И ова ни покажува дека овие иконоазографите, значи, се
школувани во костурската школа, на кој стилот на византиски, на овие на фрески се слични во Костур има на црква и во Борје, една стара црква на Вознесение Христово, во село Борје над Корча. За разлика од многу цркви што го имаат ова само Господ семоќен Вседржител, пентократор инаку кажано, ние го имаме композицијата на Господ и диезес, ова на истакнувањето на Господа, наш Исуса Христа, со двата клучни личности. Првом е мајката негова, Пресвета Владичица наша Богородица, и Свети Јован, пророк и претече крстител, кој е истакнет во многу цркви во тој период. А фреските имаат се од димензија некаде 1,20 м со 1,5 м од прилика. И се истакнати сите настани на нашиот Господ Исус Христос, од неговиот живот на земјата. И тоа се започнувајќи од рождеството Христово. Еве имаме некои соли, некои тие малку оштетувања, па се гледа рождеството Христово, каде доста впечатлива самата афреска. Славете го Господа, зашто е добар, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. На северниот дел имаме карактеристична афреска, според доследо, влегување на нашиот Господ Исус Христос во Ерусалим, или по наше кажано цветници. Еве децата, кај луѓето постелват, значи влегува, го пречекуваат во Ерусалим, во градот, народо, со голема радост. Тука е вметната преображение Христово на гората Тавор, истакните личност Мојсей и Илија и трите апостоли. Славете го Господа, зашто е добар, алилуја. Ние имаме една ретка афреска, што многу ретки има во храмовите од овој стил и во тоа време, во поновите многу поредко. Ние го имаме одрекувањето на апостол Петар и неговото покаяние. Ако гледаме, ние имаме 4 ликои на свети апостол Петар. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Тука имаме истакнато голема фреска на успението на Пресвета Богородица. Многу огромна, во голема површина истакната. Значи, му е дано голема чест, почест на Пресвета Владичица наша Богородица. Едно од покарактеристични други афрески што навистина мене мима впечатливо она со апостол Петар и ова, значи распетието. Кога гледаме ко распетието, ние гледаме како прво мајка му Марија, другата Марија Магдалена, мислам, жените што одат тамо на крстот што стојат околу него, и светиот Јован, апостол Јован, богослов, но меѓу другото ние имаме тука овој војникот Лонгин кој после се крсти. И покажувајќи со прстот покажува дека овој навистина бил син Божи. Во олтарскиот дел, она што спомнав вознесението, имаме небесната царица, доста така убава, спечатлива, многу карактеристична по големината. Од овде ваму
овој дел тука што благодарение на овие на историчар Гоце Галичанец, значи што го препознај, имаме ликовите на Свети Климент и Свети Елефтери од Елирикум. Првом за иконостасот, значи не сте оригиналниот иконостас, а овие се копија од оригиналните икони. Ова е оригинална икона, што моментално се наоѓа во Средновековниот музеј во Корча, на нашиот Господ Исус Христос. Исто и ова оригинална икона, што се наоѓа во музеот во Корча. Немаме икона оригинална од рождеството, само овие две, и од Свети Јован Крстител. Сега започнувајќи, ако започнеме од овде, значи од јужната страна така, се истекнати неколку светители. Пример, започнувајќи да речеме, тука имаме истекнат Свети Симеон Столпник, светата маченичка Света Петка Римјанка. Ова доста истакната во нашето подрачје. Славете го Господа, зашто е добар, алилуја. Црквата е буквар за неписмените. Значи, со самото гледајне, значи му објаснува, му зборува самата фреска за секакви настани и му дава некаква впечатливост, значи некаква невозбуда, некаква го предизвикува со неговото дека се наоѓа на сосема друго место, од друга димензија, значи на некој небесно место што е на земјата. Овој остров, како и големиот град, е дом на многу влекачи, што значи потребно е посебно внимание при посетата, која пак за нас беше вистинско уживање. Туристите често доаѓаат да се наситат од убавините, на кои се радува и окото и душата. Ние сме општина Пузес, дел од паркот на Преспад, дел од чаркот на Корча и се наоѓаме на југ и исток од Албанија, на граница со Грција и со Македонија. Јас како водич годинава во 2200 година, може да кажам што дури денеска во октомври се доаѓани во Преспа околу 49.000 туристи. Повеќе од овие туристи са странци, повеќе германци, французи, холандези. И од други држави, повеќе од овие држави. Што најмногу ги интересира? Многу интересира на туристите природата. Природа нема гужва, мирно, тивко. Храната е традиционално, био, викаме ние. И има туристи што и делиме и по селата. Тие спие 3-4 вечери. И има туристи што во Преспа и работат волонтарно, хуманитарно, на фамилија што име нужда економски и поручек и носиме по убавините на Преспа. Особено си туристи што гледаат, саќе да видат острова, саќе да видат ова црква. И плюс еремитските цркви што наоѓа околу Преспанското езеро во дел на Албанија. Освен црквите, рековте природата дека е интересна и дека восхитува на некој начин. Што е она пошто е специфично, еве да речеме за островот Малград, каде што никаде го нема? Има ли некои растенија, некои дрва, некои миризливи реки по кои што се одликува Малград? Островот навистина малку плоштата, ама има големи важности. Ова е 4,6 хектари. Има природни богатства и културни богатства. Речеме природни, туа живеат разни птици. Особено пещерата кај сме ние се вика пещера на голубите. Доштува во април, мај, јуни, островот обиколен со пеликани. Со пеликани. Многу туристи, особено во Оландија, има точна слаба точка пеликаните. Тоа околу цело остров е обиколен со смокви. Се созрели во септември.
Под црквата есте, викаме ние, на Црница. Таа есте средовекови стара исто ко црквата. Многу вкусни црници прави. Плюс до лани 2022 во острова се направени 13 проекти на археолози. Од 2010 до 2022. Што покажаат тие истражувања? Да, археолозите беа од Албанија, Грчка и од Франција. Најстари податоци што ми најдено во острова са од средниот бронз. Се каже или да, се каже 1100 години пред нашата ера. Во острова ми најдено податоци од бронз во времето на железо, римска култура и наповеќе има од византијска култура. Од кога се македонците тука? Ние сме дел од Балканот и сите се знае што во Балканот се кладува границата на 13 година. И кладува великите сили. И за жално ние од 13 до октомври 24 сите села се зборат ваши села околу Преспа, ние не беме ни во Албанија, ни во Грција, ни во Македонија. И по 11 години проблемот се реше во Женева, во Звицра. Там имаше една организација за мир во тоа време. И реше од 20 села само 12 да остане во Албанија и 14 во Грција, се кажи, не се збореше за Македонија. Жално. И од тога ние в година ќе правиме 100 години Преспа под Албанија. Како се живее според вас? Како македонците живеат во Албанија? Има ли поддршка од општината? Имате своја општина, државата ги поддржува ли македонците? Да, ние сме мала општина, најмалата општина во Република Албанија. И мислам што ние со закони, со устав и во времето и комунизма и понатаму ние се признаваме како македонци во Албанија. Албанија, да речеме, што немаше намера да нас милира. Речеме, и првиот систем за мацинството така има речено, што малиот што се родува да го научи јазикот на мајка му, а големиот не треба да заборави. Јас како учител, како наставник, мислам што Албанија немаше намера да нас милира. И ден денеска е така? И ден денеска така не. Албанија. И мислам што мала општина, ние имаме нужда за повеќе помош, повеќе фонд за одржавата. И мислам што са нови градоначалник, мислам што поќе работа со инвестиции, со проекти и Европска унија нешто да се мени во Преспа. село Пустец, во центар на Пустец, и се наоѓаме во светиот храм, посветен на светиот Архангел Михаел, застапник пред Господа. Местото кај ние се наоѓаме и изграден во свет храм, постоеше црква посветена на Архангел Михаел. Посткомунизмот се руши и се врати на кино, бидејќи во центар на селото, после тоа се обнови пак. Киното се врате во храм, бидејќи беше зградата амортизирана, значи налагаше да се има нова црква и благодарение на Господ, благодарение на владата на Република Македонија тогашна, од 2000-та беа напорите, 2002-2003, значи конечно започна да се гради. Овој проект на Тодор Паскали, слична на Тавокалишта, со две куполи и изградена со многу труд, напор, вера, љубов и надеж кон Господ и уште продолжуваме. Една црква се гради долго години. Овој храм на вистина
продолжува да се гради уште во градба, проблем со влагата, со предувањето, значи со влажноста во храмот се надеваме здрави живи од година. Имаме еден проект да го реализираме, значи да го освежиме храмот внатре и да колку толку да го ослободиме од влагата за да може да се фреско живописа. Славата ни е на 21 новември, има голем собир, доаѓаат верници, го слават, се молат, служат и имаме и голем плоштад надвор, кој изобилува овој плоштад, убавината му дава светиот храм на Свети Архангел Михаел, кој ни е застапник пред Господа. Го молим по него од молитви Господ, нај мира, здрави, спасение на вам, на нас и на сите што се молат. Амин, да се здрави живи. наоѓаме пред прагот на етномузејот тука во село Пустец и разговараме со Спасе Терпо, ќе ни каже нешто повеќе за етномузејот, за целата таа идеја и како успева да го одржи, бидејќи навистина ова е едно мало, но прекрасно здание, едно бисерче во Пустец кое што дава и специјална енергија и сите нас не обзема со една топлина затоа што ова е македонско, типично македонско во Албанија. Да, ви благодарам за посетата. Многу ми е мило што дојдовте да го посетите овој мини музеј, мал музеј, кој е во мојата стара куќа, поточно на мојот дедо. Во овој музеј ќе погледнеме дека има многу објекти од крајот на 19 век и почетокот на 20 век и некој дел од комунистичкото време во нашиот регион. Идејата за овој музеј била поточно и од мојот дедо до некаде. Идејата групи на туристи кои прве тука преку патот до нашата куќа и дедо ми секогаш мислеше тие старите работи да ги чуваме и истото јас го наследив него и сите стари работи што ги имавме како старо семејство во Преспа ги зачував и ги поставив во неколку простории во мојата куќа. Значи се во неколку поставки? Во 3 простории се, кои првата просторија каде што ќе влеземе најпрво е дел од слики од нашето семејство, некои инструменти кои се свиреше во нашиот регион, некои стари парички кои се употребуваат во периодот во 20 век поточно. А вториот дел е комунистичкиот дел од 1945 година до 1991 година,
неколку книги на диктаторот. А другата просторија, поголемата просторија, кај етнографскиот музеј, сите облејчи, многу алати кои се работеше во тоа време, поставени во едно мало место, ама кој покажува како живееме ние во тоа време. Значи, идејата практично беше од твојот дедо, но ти ја наследи. Дали нешто општината помага за одржување, државата дали помага и како во овој сега, во ова актуелно време, во овој период, доаѓаат ли туристи, се интересираат ли, што значи овој етномузеј за овај локалитет? Тогаш етномузејот сам го имам изградено и сам го чувам. Од никој немам никаква помош. И многу не сакам да имам затоа што ќе велат седне, ние помагнавме и мало да дадат нешто и ќе рече седне, кој нешто се случи. Разбираш? Така што колку што можам го чувам и колку што можам сакам и да најдам повеќе нешто од нашата просторија, особено некои села кои се подалечни како Церија. Име поразлични објекти, работи во тоа време, ама тешко да се најдат. И мислам дека може нешто да се стави по-добро нешто. И тоа што не го има. А за посетители, годинава има околу 1000 посетители. Тоа странци, поточно странци. А и преку македонски агенции, поточно од Струга и од Охрид. Холанѓани, белјанци и англичани повеќето од нив. Идат преку агенција, така. Се заинтересирани многу. Агенцијата, преку агенцијата, јас имам некои контакти со некои пријатели од Охрид и преку нив. Не дека имам нешто рекламирано и тоа не го имам направено, ама мора да го направам. За да го направиш во Албанија мора да платваш и големи даноци после. Затоа што ќе ти го кажат дека е бизнис. Е бизнис и така што јас повеќе го имам за хобби, за кеф, отколку за да плаќам даноци угоре на државата. Дали го има на интернет да можат оние кои што не биле да го пронајдат и да го посетат? Не, јас со годинава се сторив напори да отворам веб страница, ама сега од година здравје сигурно ќе биде. И во мојот Facebook, личен Facebook има некои слики, ова, оно, тоа. Нема нешто рекламирано. Бидејќи си професор и предаваш по историја или географија, да ни кажеш нешто повеќе за тоа колку учениците нашите македонци тука сакаат да изучуваат историја, бидејќи пак кај нас е специфично сакаат да ја укинуваат историјата. Мислам дека историјата е една добра дисциплина која треба да се учи. Покажува кои сме, кои ни се предци наши. Без историја нема ништо. Секоја дисциплина започнува со историја. Значи и хемија и биологија, секоја една првиот дел од тие дисциплини е историјата, како се направила, која направи, која Ајнштајн, која. Значи многу научници. Така што историја да се историја. Мислам дека кај нас сакаат историјата. И се ја почитуваат. И се ја почитуваат и се ја знаат историјата на македонскиот народ. Тие што сме тука останаа да мислам дека ние колку толку влијаеме децата да изучат историјата. Затоа што вистина имаме ова историја. Мачна тешка историја, ама докажува дека имаме постојано и ќе продолжим да постоим. И последното прашање поврзано со тоа што си млад човек, на твоја возраст, многу мина млади заменуваат странство, заменуваат во Македонија, одат во европските држави или преку океанските држави. Си размислувал ли некогаш да замениш, да го напуштиш ова родно огниште? Последното ќе биде тоа во животот мој, кој ќе нема повеќе што да смислам за да направам. Затоа што си го сакам моето место, овој мир никаде не може да го имам. Јас имам стани во Корча, имам околу 2-3 години, ама ниту сакам. Ниту имам намислено и до Корча да одам да ги однесам децата. Дори да сме тука да има луѓе колку толку, јас сакам тука да живеам. Не знам многу по парите, не знам колку пари сака да спечалат, ама животот ми изгледа дека е краток и убаво си живеем овде. Оваа беше приказната за љубовта кон родното огниште, таа најсилна нишка која го прави човека џин.
Етномузеот на Спасе Терпо е уште еден символ, жив извор на емоции кон родната грудка, кон традицијата, кон македонското. Неговата 98 годишна баба Ристосија, со добра мисла и благослов, не испрати да го продолжиме времепловот посветен на македонците во Мала Преспа, Албанија. Ти добро сте? Добри, вие добри. Јас сум Гордана. Да си здрава и жива. Здрави и вие да сте. Јас 100 години. Примерно бабата. Како си? Сите добри, се држиш? Се држи. Ти мајка спаса. Маравле, Би тоа што треба. Пензија се земаш. Јади, пијте, јади. А времепловот ќе го вратиме назад, за да се подсетиме на големиот македонски патриот, писател, новинар и публицист и еден од најголемите борци за правата на македонците во Албанија, Спасе Мазенковски, кој не напушти пред 5 години, но остави неизбришливи траги за афирмација на македонскиот етнички, јазичен, културен и верски идентитет на македонците во Република Албанија. Ние бевме принудени да учиме така како што ќе наложуваше системот на Албанија. Уште пред 90-тите години тука на ова подрачје се од еден научник македонец, што беше со потекло од, мислам, од Охридскиот регион, се објави еден речник на албанско-македонски јазик и јас одма како жеден за да го знам точно нашиот македонски јазик, го купив речникот и видов дека ние, ова подрачје, и немаме некоја голема разлика со македонскиот јазик, а пак сепак имаше, бидејќи имаше навлегувано албанизми и така натаму во нашиот говор. Во Куби ми се роди желба за да почнам да пишувам, да творам на македонски јазик, на македонски литературен јазик, толку колку што го познавам, токму затоа што сакав да помогнам колку можев за навистина овој е културен јазик, правописен македонски јазик, да влези барам во наставата и така натаму и така. Со таа цел јас почнав да објавувам и книги на македонски јазик. Ова е само една од оние, јас имам некои 6-7 книги објавено и имам уште 2-3 книги спремени материјали со 2-3 книги, што чекам можности, услови за да ги испечатам, па единствена цел ми е ова, бидејќи навистина што доколку вие самите забележавте дека ова подрачје веќе се интегрира и во културниот дел на Македонија, али сепак треба да се прави повеќе работа и ова работа на пишување на такви работи, на создавање на културни дела, така натаму, да се прошири и кај младината и само така можеме да си го зачуваме македонски јазик, македонските традиции, македонскиот фолклор и култура и да продолжи животот така. 12 часа поминати во Мала Преспа ни принесоа голема радост, не подсетија на постојаноста, силата и вербата во секој македонски дом, на духовната вредност, тоа бесценето богатство на нашите сонародници македонци од таа страна на границата во Албанија. Чунки низ вековите, во Преспа од убава по убава, исто оро се има играно, иста песна се има пеено, само не иста судбина се има делено. Ама ете дојде време судбината да не спојува.